Од утре за православните верници започнуваат божикните празници. Традицијата налага ден пред Божик семејствата да се соберат на Бадниковата трпеза во очекување на радосната вест за раѓањето на Богомладенецот. Бадниковата трпеза ги представува пастирите кои ја виделе светлината, го очекувале доаѓањето Христово. Кога ангелите им се јавиле, им рекле слава на Бога во височините на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Тие се првите кои почувствувале божествената топлина, божествената светлина, па така и ние собирајќи се во своите домови на вечерието на празникот Роѓество Христово заедно со нашите семејства да се подготвиме со радост да го пречекаме празникот раѓањето Христово. Бадниковата вечер е резервирана за семејството. Според обичајот, таа вечер не се оди на гости, а се приготвува постна трпеза. Народните верувања сугерираат на поставување храна што ќе донесе среќа, здравје и плодност. Секогаш постно. Значи баница, лепче со паричка, гравче, сарма и се што има, значи овошје. Секогаш е постно, урми. Па да, на некој начин традиција е, мада е ковид, добро е. Здрави, живи, здрави сите, тоа. Што подготвувате за бадник? Па традиционално, да. Сарми, гравче, постни јадења, така, лепче, парички, тоа. Традиционално за бадник и Божик во храмовите може да се најдат и бадникови гранчиња. Што всушност представуваат тие и која е символиката на гранчињата? Единствено дрво кое листовите ги чува, иако се пожолтени нели и овенати, но ги чува до почеток на своите нови лисија до пролет, е дабот. И затоа тоа го представува нели вечниот живот, постојан живот. Иако сепак е исушено, но тоа пак стои, листот му стои на гранчето се додека не излезе нов зелен лист. Така и Христос постојано се раѓа, постојано се распнува и умира заради нас. Во очи на најголемиот христијански празник Божик векови наназад се пренесува едно од најголемите христијански пораки. Каде и да си, за Божик дома да си. Годинава традициите се малку поразлични од претходните години и тие се прилагодени на пандемијата. Традиционалните коледари и бадникови поворки годинава ги нема, зашто здравствените протоколи не дозволуваат масовни собирања и групирања. Од тука, можеби повеќе од кога и да е, овој Божик на преден план го истакнува семејството и неговите вредности.